Pametno da tрошиме електрична енергија. Инвестирајте во енергетски ефикасни уреди. Ајде, заштеди домаќински со Нептун. До 22 јануари. Висок пораз за крај од Аргентина. Како ќе го пишете овој надпревар? Да. Овај разочарување, можам да кажам, дека катастрофално разочарување. Денес очекував многу повеќе, иако и пред почетокот на првенството Аргентина беше многу подобро рангирана од нас, меѓутоа очекувавме, верувавме. Лошо издание, катастрофално издание. Не знам што се случи со играчите. Едноставно настапуваат за прв пат на едно големо надпреварување во овој состав, млад состав, без нас поискусните, и ова е едно ново искуство за нив. Очигледно дека не сме дораснати. Ова е реалноста. Треба да се почне од почеток. Можам слободно да кажам дека не очекував толку висок пораз, поготово од Аргентина, па дури и од Холандија и од Норвешка. Но видовте, едноставно почетнички грешки, тотална укоченост, не само одбраната и нападот и во сите сегменти на ракомата игра. Единствено што можам да кажам дека видовме кај сме, што сме, ни останува президент клуб, треба достоинствено да одиграме, да пробаме да победиме некој надпревар, да им се даде шанса на повладите, да ги искористат уште три надпревари и да се оди напред. Немаме друго. Значи ова е искрено не очекував дека толку ќе недостасуваат тие искусни играчи, сепак искуство. Може притисокот си го направи своето, но што е тука е. Таа е реалноста. Треба да се оди напред. Ништо. Сакам да им се заблагодарам на навивачите кои што дојдоа овде, кои што ја дадоа безрезервната поддршка, 2.500 гледачи дојдат од Македонија. Значи ова репрезентација заслужила навивач да тргне од Македонија и од сите делови на Европа македонци да дојдат, значи направила некое наследство кое што сега новата генерација треба да го задржи тој континуитет со резултати, со пожртвуваност, со борба. Јас тоа им го кажав и на играчите. Меѓутоа не е лесно воопшто. Земам јас одговорност. На припремниот период игравме што посериозни репрезентации од Аргентина и изгледавме многу подобро. Меѓутоа пријателски надпревар, пријателски, самото место и светско првенство, 8 дебитанти. Не е алиби да кажам дека и Томи Егориновски, кој можда како поискусен играч не недостасуваше, да не недостасуваше, но не значи дека ќе победиме. Тоа е тоа. Реалноста е таа да засукаме ракави и да работиме. Сепак искуство и големи играчи се големи играчи, нашите играчи 90% се од македонска лига. Имаме двајца интернационалци, Николче Митровски, кој ова сезона има послаба сезона, тоа се покаже и на самото светско правенство, тука и Филип Кузмановски, кој што воопшто нема минутажа. И пробуваме да поминеме покрај тоа и да кажем, ајде со мотивација, со спремност, со добар тренинг, со добра атмосфера да го направиме. Меѓутоа, ова е светско правенство, ова се квалификации за Олимписки игри во Париз. Ова светско правенство е најако, значи квалификационен турнир за Олимписки игри, сите доаѓаат максимално спремни. И тоа е тоа, малце сум изненаден, искрено да ви кажам, но меѓутоа треба да се прифати тоа како што е. Околу анализата на овој надпревар го започнавте со Георгиев место Кузмановски, која беше идејата за тоа и како ќе ги искоментирате ние 88% реализација на Аргентина? Видете, на едно вакво ниво морате да користите повеќе од 10, 12, 14 играчи, затоа што ние пробавме и Кузмановски и Талески да ги користивме и со Норвешка и со Холандија, меѓутоа се умори, ако се уморни прават грешки. Идејата ми беше како што имав идеи во другите надпревари, во баражите, да почнеме со понеквалитетни играчи, да потрошат минутажа за да овие поквалитетни да дојдат посвежи во битни периоди. Ние и со Холандија и со Норвешка во првите 12 минути губевме со 7-3, истото се деси. Треба се напомене дека трите полувремења на трите надпревари ние губиме со ист резултат 18-11. И тоа е тоа. Второто прашање беше? 88% реализација. 80 немаме, ова правенство, иначе нас ни биле голманите заштитен знак. Ова репрезентација секогаш имала добри голмани и била огромна помош. Дури и кога одбраната не е добра, имавме слаби голмани, па денес поготово. Имавме до 50, не знам која минута, една или две одбрани.
пробав, менував, не одеше и тоа е тоа, лош ден и лошо правенство. Значи прифаќаме секаква одговорност. На крајот на овој групен дел од првенството е ваша завршна оцена за ова што се одигра во Краков. Во Краков, да, не сме задоволни, да, ние уште на почетокот бевме аутсайдери, така не презентира. Јас лично не ја прифаќав таа улога, но меѓутоа се покажа обратното, значи луѓето што го прават тој ранкинг добро и процениле, излезе така, меѓутоа мислам дека можевме многу подобро и подостоинствено и да беа тие 3 порази, пошто е нова репрезентација, да бидат 2, 3, 4, 5 до 6 голови разлика, меѓутоа ова е за секаква осуда. А Македонија е единствената европска репрезентација во Президент Купот, одиме во Плоцк. Кои се таму амбициите? Видите, ќе одиме да ги поправиме нашите перформанси, да пробаме да добиеме некој надпревар, да пробаме да добиеме некој играч за во иднина, пошто така и дојдов. 8 дебитанти, нова репрезентација, мислевме дека можеме, меѓутоа се соочивме со реалноста и со востината, треба да се засукаат ракови и да се работи. Да пробаме единствената национална селекција што ја имаме, која е жива и е квалитетен производ до сега, да се одржи на исто ниво, да биде и подобра. Единствена национална секција која е редовен учесник на големи надпреварувања, нити кошаркарите, ни фудбалерите, нити одбојкарите. Така да пробаме да го сочуваме тоа што го имавме до сега и да го подобриме, меѓутоа нема да биде воопшто лесно. Блиско сме до Европското првенство во Германија. Ваш коментар, што треба да се подобри, дали може да се подобри, дали може би некои нови имиња ќе влезат понатаму во репрезентацијата и дали би се менувал стручниот штаб или би се надоградувал? Видите, нас ни се отворија многу очите, затоа што деве, како што кажав, за прв пат настапуваме оваков состав. Искрено мислев и верував во момците, затоа што имаме ние тука и млади, али поискусни играчи. Јутоа се покажа спротивното, самиот притисок, не знаеа да се носат со притисокот. Јас бев до вчера играч, знам што значи светско првенство, знам што значи навијачи како подршка, но навијачи како притисок, каде што едноставно треба да носите одговорност, затоа што стално се збори, дојдоа навивачите морате, и тоа е така, мораме, меѓутоа тоа воопшто не е лесно.